Виновен по сите 34 точки од обвинението. Така одлучи едногласно поротата во Њујорк по помалку од 2 дена размислување дека Доналд Трамп, првиот американски претседател, осуден пред кривичен суд, фалсификувал деловни досиеа за да ги потисне потенцијално штетните информации пред неговите избори во 2016 година. Откако ја слушна пресудата, Доналд Трамп ја напушти судската зграда велејќи дека гласачите ќе одлучат за неговата судбина на денот на изборите. This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th by the people. Но дали и самиот Трамп ќе може да гласа за себе, вели професорката од Универзитетот во Вирџинија Барбара Пери. It would be the case that if he maintains his residency in Florida, a state where convicted felons are not allowed to vote, that he literally would not be allowed to vote for himself. Од кампањата за реизбор на председателот Џо Бајден објавија изјава во која се вели: "Денес во Њујорк видовме дека никој не е над законот." Поранешниот федерален обвинител и професор на правниот факултет во Њујорк, Стив Коен, не беше изненаден од пресудата. The legal reality is either you believe in the jury system or you don't. And I happen to believe in the jury system. The case was tried. It was tried carefully, at times almost meticulously. It doesn't mean there won't be issues on appeal. There always are issues on appeal. It doesn't mean that there won't be surprises to come. 22 сведоци сведочеа во 6-неделното судење, вклучително и уредник на таблоиден весник кој објавил критички стории за Трамп, звездата на филмови за возрастни Сторми Даниелс, која рече дека била платена да молчи за сексуалната средба со Трамп, што тој ја негира, како и поранешниот адвокат на Трамп, Майкл Коен, кој рече дека ги извршил тие плаќања на Даниелс во име на Трамп. Окружниот обвинител на Менхетен, Алвин Брек, рече дека поротата ја донела својот одлука врз основа на доказите и законот. Да се биде осуден за кривично дело е еден вид удар што може да ги загрози амбициите на секој политичар. Наместо тоа, Доналд Трамп ќе се обиде да го претвори она што инаку би можело да биде пресуда за завршување на кариерата во уште поголем поттик за неговата кампања. И Бајден и Трамп, и двајцата по пресудата се согласија во едно, а тоа е кој ќе ја добија поддршката по ваквата пресуда ќе се знае на 5 ноември, кога американците ќе бираат нов председател на Соединетите американски држави. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Челмуски во Вашингтон.